Што ќе ни е сензор доколку кај некој од нас дојде до губење на видот, бубрек или ампутација на нога? Ова прашање постојано го поставуваат лицата со дијабет во нивната борба сите со тип 1 кои се на инсулин, да добијат сензори за да спречат компликации. Но реалноста во Македонија се уште е далеку од европските и светски норми. И ова помагало засега го добиваат само 15% од оние на кои им е потребен. Во Македонија на инсулин, тоест тип 1 дијабет има отприлика околу 3.500 до 4.000, за жал немаме точен регистар се уште во државата на луѓе со дијабетес. Меѓутоа, моментално државата добиваме само 750 сензори, тие се наменети за деца и млада популација. Токму и затоа и оваа конференција, да го кренеме малце нашиот глас, да ги отвориме очите на надлежните и на сите оние што можат да влијаат за да добиеме што побрзо сензори, затоа што впрочем со сензорите ќе ни се олесни значително животот. Сензорот како помагало е неопходен за менаџирање на гликемијата и затоа им помага на лицата со дијабет да не дојде до компликации на здравствената состојба. Спречуваме падови на шеќер, спречуваме хипер и хипогликемија и со тоа го подобруваме нашето здравје. Доколку носам сензор, утре ден нема да имам компликации со кардиоваскуларни компликации, можеби дијабетично стапало, ретинопатија и така натаму и така натаму. И со тоа дополнително ти си го леснам ја животот и ќе го заштитам буџетот на државата. Сензорите не се единствениот проблем на лицата со дијабет. Од Сојузот за време на одбележувањето на нивното 25 годишно постоење повторно алармираа дека има недостиг на глукомери и ленти и дека тоа се повторува речиси на секои 2 години. Очекуваат и бараат од здравствените власти не само решавање на овие проблеми, туку и следење на европските трендови во третманот на лицата со дијабет. Сања Димитровска, Сител телевизија.